Пулка. Од тука горе ќе зборуваме или од долу? Долу, долу. Ајде се закриеме, па да се качиме да седиме. Тргнавте во базиликата. На кај бифрен. Тоа е друга, тоа е Византија. Вие влезете жрецот. Сега што правиме? Десно. Лепота е. А? Ајде пуштете и гласовите. Ахиле, сакано Зевс, Ахиле, да го откријам сега ме викаш гневот на Аполо на Бога, на далекометного метнога цара. Еве ќе го откријам јас, а ти подај ми вера и клетва. Зашто ти раздевам, мажеш? Древно македонска митологија. А, деца, деца убај. Чујте ме, тројци и дарјаци! Старо купуе. Значи се наоѓаме на антички театар, вториот театарски простор, ако да го речеме ние, од наша гледна точка во Македонија. Првиот простор е Кокино-Кокинската кота, каде што се случувал Хиерос Гамос, најстарата обредна драма.
таткото од небесата оплодува земјата и се раѓа Богот човекот. Игран по целиот Медитеран. Значи, Кокино, тоа е времето, како да го наречеме, железно време, 2000 години пред Исус, а овој театар е, и ако го земеме Хомер 1200 години напишан пред нашата ера, античкиот македонски театар ги добива подемите 600 години, 500 години, 400 години пред нашата ера. Принципот е интересен. Ти си на земјата, публиката е горе во овој случај, горе имаме небо отворено, нели, и театарот се до современиот бил религиозен, духовно место. Пазете, Дионисовиот театар е исто духовен, се играло за Дионис. Илијадата е исто така духовна книга како што е Библијата за христијаните, Куранот за муслиманите. Значи, таму е опишана состојбата како треба да се однесуваме за да дојдеме поблиску до Бог. Вие се сеќавате дека овој простор има свое посебно место. Во античка Македонија во театарот се случувале свадби. Свадбата на Александар Молосивски со керката Клеопатра, сестрата на Александар Македонски во театарот во Еге. Таму е убиен Филип II практично од Павзани, заклане за сцената, тој излегол крвав, паднал на сцената и цела публика, колку биле таму, не знам колку собирал тој театар, немам точни податоци, меѓу 2000 и 10.000 луѓе доште на сцената да му се поклонат на убиеното тело како крвна житра Филип II. Тогаш е избран Александар од војската собранието на македонците под оружје со акламација со удирање врз штитовите за цар. Значи, театарот бил свето место. Потоа се изделиле театарот и црквата за волја на вистината. Олтарот во православната црква, оние влезови што се е идентичен со античкиот олтар, например, што сум го видел во театарот во Скупи, за жал не е откриен. Значи, тоа е тој синдром, горе се појавувале боговите, доле излегувале нивните представници, гласниците, и денеска театарот е оделен, црквата и театарот се две различни категории. Актерот го заборава Бог, тој станува творец, тој е кому му се поклонуваат, режисерот, актерот, и тоа е таа поделба, црквата потоа станува, практично го забрануваше театарот еден период, нели со скомрахите и така фреската и смејување на Христос. Значи, тоа се антички македонски театри, тие ќе ги наречи историјата на доминација римски и грчки, се разликуваат само дали се полукружни, се затвара кругот или се отвара. Значи, Хамонт и Борза ги имаат поставено темелите на ова што ви го зборувам, тој го нарекува терминот Македонски фестивал. Никој не го предава за жал во Република Македонија. Што значи Македонски фестивал? Имало првин спортски надпревари, поезија и обврзно завршувал со театар. Тоа е таа доминација. Театарот, митологијата се спуштале од Македонија доле кон островот Фонатина. Значи, театарот е длабоко врежан во македонското тло и не затоа кога ќе појдеме ние по фестивали, заради јазикот и тие дактили што ги има во современиот македонски јазик. Единствен јазик кој може дактили да направи е црногорскиот, но и црногорците се друга приказна, кој ќе разбереме, значи, тука сте на еден антички македонски театар, сетете од тоа чувство дека застануваш, кој ќе ги кренеш нозете навечер и ќе клекнеш, нагоре се гледаат звездите, застануваш пред Бог, се соединуваш, како што вели Аристотел, учеството во Дионисовите слави не е да се научат опредите, да ја добиеш Божијата сила, да се соединиш, да станеш еден дух со Бог. Тоа е целата суштина, античката драма се бави со тоа и како што гледате во вашите текстови, тие го гледаат духовниот свет. Комуницираат, им помагаат, за нас е несватливо што живееме во еден друг свет. Значи, тој е тој антички театар, кога би бил вистински, долу мора да има мермер, значи не може да е земја, како што ни рече сега директорката археолог, видејќи кога дошто римјаните правеле гладиаторски борби, 200 години им требале 150 години да почнат да прават театар и ги превеле драмите од Македонија, да го разберат тој принцип, како што гледате, римската митологија е копија на античката македонска, само им дале други имиња, истиот принцип, истото се, си имаат тие само своји имиња. Нешто што е денес интересно, кога би бил тој мермер, значи има една точка од таму, ќе ви покажам, кога ќе ви усмерите гласот на оваа точка, тој се шири во кружна форма до секој дел, ама бидејќи нема камен, не може да се види и сега се сеќава, ако лупнете, како што ни покаже директорката, дека го има тој звук, тоа чувство.
Секако е убаво чувството, стоиш на земјата, горе е небото, публиката е горе, за разлика од современиот театар, каде што публиката практично, актерот е горе, идете качене како Бог, а публиката е долу, сосема спротивен принцип. Тие секогаш на почетокот имале пејан, познат е пејанот на Тиха, кој сме го кажувале ние, судбо, владетелко, блага, дојди те каниме во нашите празненства практично. Ја канеле Тиха, Божицата на среќата, кој го носам и јас името од неа Тиха, нели? Да игра со нив, да им даде сила и да го одиграат. Принципот на Еврипид е важен, Deus en machina. На почетокот и на крајот на представата го повикувал Господ да игра, да им даде сила и тоа што го играат да не им се случува. Го искористил Молиер, кога кралот Сонце сакал да го убијат и го критикувал во представите, тој викал Deus en machina, Господ напиша и јас си не сум виновен. Молиер кој почина на сцената каде што таму живееше и беше слободен, бидејќи во тоа општество кралот Сонце не дозволуваше. Ете, таа е таа кратка приказна, се наоѓате на вистина на свето место. Тие доаѓале овде, исто куриозитет кој ме праша, 3 дена траеле трагедиите, фестивалот на трагедии. Дено ноќ, но 3 дена ноќ се играле представите. Тоа е за нас фасцинантно, а комедиите се играле 24 часа. Тука јаделе, спиеле, како се случувало, значи замислете како порано беше за Великден, ја се сеќавам во црква кога се навали народот, но немало само пеење, имало играње, текстови, поуки, сите тоа го гледале како било, имало хорнели, водач на хорот и така натаму. Ете тоа е, па сега развејте ги барјаците наши или гневот о Божице спеј го на Ахила синот од Пела. Ете така е. Чујте ме, тројци и дарданци, еј! И сојузници славни! Сега си мислев, ги сотрев корабите и ахајците сите, та ќе се вратам чинев во Илион ветерен назад. Пред тоа мракот пак дошол, што најмногу сега ги спасил тие аргејци и нихните кораби в морските брегои. Туку на црната ноќ да и се покориме сега. Вечера ни е да сготвиме пак. Краснокосите коњи, ај отпрегнете ги вие од колите. Дајте им храна и доведете ни од град и говеда и дебели овци бргу. Па појдете в час да донесете медено вино од дома, уште и леп, па соберете издоста дрва, за да ни целата ноќ, дури до ранобудната зора палиме огнови многу. Да до небот пламенот стигне, за да не тргнат по ноќта ахајците перчиноносци, та да избегаат тие на морските широки плеќи. Да не се качат на корабите цели и здрави, туку да одведе секој од овие рана и дома, погоден или од стрела, или пак од шилесто копје кога ќе влегува в кораб. И друг, за да некој се плаши, на коњокротците тројци да им донесе плачевна бојна. Нека гласниците мили на Зевс јавуваат на тие премлади момци и на белокосите старци околу градот да легнат кај богосоздадените кули, за од слабачките жени да секоја в куќата своја огон си запали, а сигурна стража стои. Сторете како што велјам, еј, пресмили тројанци така! Речта пак, која сега е разбирлива, нека се каже. Утре на тројците пак коњокротци речке им речам. Имам и верба и надеж во Зевс и другите бози, дека од мриите вамо пратените пси ќе ги истераат, што кон корабите црни ги влечкаат смртните мрии. Туку во оваа ноќ да се пазиме самите добро, а вооружувајќи се в панцир, во зорите, утрина рано љута ќе биеме битка, кај витите кораби ние. Сакам да знам, дали тој Диомет, синот Силен Тидеев, од кај корабите в град ќе ме одбие, или со мечот јас ќе го убијам него и силно оружје земам. Утре ќе го открие тој јунаството свое, салако ги издржи моето копје. Но јас, меѓу првите мислам дека ќе се испружи ранет, а крај него другари многу, кога ќе угрее утре сандевцето. Јас нека бидам безсмртен везден и млад, и вака да мене ме честат,
како што Бога го честата Полона и Атенаја, како што овој ден зло на аргејците сега им носи. Старче, по правина ти си ги споменал моите грешки. Јас не порекнувам дека сум погрешен. Мажон зар, кого Зевски го засака в срце, за мнозина војници вреди, кој што го честил сек овој, а војската Ахајска сотрел. Штом сум поверувал пак на проклетата памет и сгрешил, сакам да поправам грешка и неброен откуп да дадам. Јас ќе ги спомнам пред сите достојните дарови овде. 7 триножници нови, а таленти 10 во злато, 20 блескави котли, 12 хранети коњи, што победувале в трки и носеле награди први. Не би безимотен бил оној маж што толку би добил, ниту сиромашен тој за скапоценото злато сосем, колку копитните коњи ми донеле награди мене. 7 пак жени ќе дадам, безпрекорни дела што знаат, лесбијанки што сум ги пленил од лесб кога го освоив него, ќе му ги дадам јасни. А со ними и Брисеида која му ја одграбнав тога. Јас голема клетва ќе дадам, дека не ќе легнам веќе и не ќе обљубам неа, што е за мажи и жени законито право во светот. Се ова овде ќе биде за час. Само ако позите ни дадат да им го градот разурнеме пријамов голем. Нек си влезе и кораб си наполни стучи со злато. Кога хајците ние ќе го разделјуваме пленот, 20 тројанки тој нека самиот за себе си земе, што се по аргејката Елена најлични жени. Еднаш, ако стигнеме Варк, во хајскиот плодното поле, ќе си го направам зет. Ќе го честам рамно со орест, што ми е дородок мој во обилие силно ми расте. Керки си имам пак јас заградениот прекрасен дворец 3, Хрисотемида зар, и Фианасе и Лаодика од ними која ќе сака без сприт нека тој си ја води во Пелевиот дом, а јас ќе ја дадам дарој премногу, колку што уште на керка си не идал никој. Градови јас ќе му дадам населени убаво 7. Кардамила, Енопа, Тревната Мошнехира, Божествената Фера, Антеја Сливодипујни, Красната Ајпеа, уште оној милозовиот Педас. Сите до морето близу до Пил песокливиот Мошне. Во овие живее народ што говеда многу и овци имата, него ко Бог ќе го честат и под неговиот жезл ќе плаќаат даноци доста. Ова јас се ќе го сторам, салак тој го остави гневот. Нек се свлада, зашто ад е немилостлив, не свладли вечно, затоа најмногу него од бозите си да го мразат. И нека тој ми се покори мене, зашто јас сум силен цар и за колку сум погодини од него постар. Ахиле сакан од Зевса. Да го откријам сега ме викаш гневот на Аполона Бога, на далекуметнагот цара. Еве, ке го откријам јас, а ти подај ми вера и клетва, зашто ке разгневам мажа што е над аргејците сите, дека е најсилен цар и ехајците сите го слушаат. Оти е посилен царот што прост го насрдил човек. Зашто ако и успее срдба да свлада, сепак останува гневот во градите негови долго, додека не врати тој. Туку кажи ми, дал ке ме спасиш? Речи го сосема смело пророштвото ти што го знаеш. Жимија Полона Бога, што Цесто е мил и од кого пророштва ти за данајците откриваш звезден молејки. Дори сум жив и гледам на земјава, не може раце да ми ти принесе тешки пред витиве кораби тебе друг од данајците сите. Па ни самиот цар Агамемнон, што сред ахајците сега се гордее дека е најпрв. Тој ниту за хекатомба приговара, ниту за завет. Току за жрецот што тешко го навредил цар Агамемнон, не отпуштајки му керка му да прими откупот сакајки. Затоа болеста Аполон ми дал и уште ќе даде. Тешката поморна чума тој не ќе ја пропади, прво ако царот на татко и милата мома не ја врати и хекатомба не испрати в пресвета Хриса. Нема да бидеме мирни, се дури не смилиме Бога. Пророче Сол! Не си ми рекол ти ништо убаво уште. Сети во твоето срце е помило грдо да гаташ. Убаво досега ти не си ми рекол, нито ми сторил. Пророкувајки и сега ти сред данајциве думаш како да далекуметец ним
затоа болестим пратил, зашто откупни на светла за момата јас Хрисеида Божем сум некел да примам. Зар јас не ја милувам многу в дом да ја држам и љубам и повеќе од Клитемнестра што ми е законска жена, зашто не ја полоша не е, нито по снага, ни става, ни вум, ни во работи рачни. Туку и така јас пак ќе ја дам што ме поарно тоа. Милувам народот мој да се избави од што да страда, но да ми изготвите наеднаш дар. Да не останам само јас сред аргејциве без дар не прилега зарени малу. Зашто гледате сите кај другаде дарот ми оди? Преславен сине Атреев, најлакомен ти меѓу сите. Како ли дар ќе ти дадата хајците смели и силни, кога заедничко ние сокровиште немаме нигде? Зашто сме делиле се што од разните градови сме зеле. Оваа ти сега Бог го отпуштија. Ние пак тебе ќе ти отплатиме тројно и четворно Зевс ако даде еднаш да го урнеме Тројскиот град со зидишта тврди. Не ми се преправај мене, боголик Јахиле, вака колку и умен да си, отиди ми го свртуваш умот. Или пак сакаш да ти имаш дар, а јас овдека вака лишен да седам штом ти ме советуваш јас да ја вратам. Ке ми доделјат мене хајциве силни и смели, угодувајки ми достоен дар кој што срце ми сака. Ако не ми дадат тие, јас самиот можам да дојдам, твојот дар, или од Ајан, или од Одисеј да го земам и да го носам, а тој ќе се наљути кому ќе дојдам. Туку за ова и пак ќе расправаме посетне ние. Сега пак коработ црн да ги стуркаме в мирното море, веслач издостав натре да збереме и хекатомба кладеме, а Хрисеида ја личната качиме горе. Еден од мудрите мажи заповедник нека ни биде. Ајант, или Доменеј, или пак Одисеј овој дивен, или пак Ахиле ти, што си најстрашен јунак од сите, далеку бранецот ти да го смилуваш, жртва давајки. А, што си бесрамен ти и на добивка само се думаш. Како зборовите твои ќе послуша Ахаец некој дома да појде или пак да со мажите смело се бори? Зашто за тројците јас скопјаници не сум ни дошол вамо да со нив се борам. Зар никако не ми се криви? Никога говета тие не ми зеле, ниту пак конји, ни во гручестата в тие што јунаци храни. Ни еднаш ниту ми сотреле седба, заш насреде ридови мошне многу сенчовити има и прешумно море и бучно. Туку следејките тебе безсрамниче, за да се радваш, бараме се ме нелај и за тебе кучко од Троја отплата. Ти пак за тоа не се грижиш барем и малку. Но се закануваш дури и тарокот мој да го земеш што сум го добил со труд и ја хајците што ми го дале. Оти не ќе имам равен јас дар, кога хајците еднаш ќе им го разурнат градот на Тројците населен добро. Ако и поголем дел од потресната ужасна војна, моите раце ќе свршат. Но делбата кога ќе дојде, твојот дел голем ќе биде. А јас ќе си одам со ситен дел, ама мил ко нашите кораби скапнат од бојот. Сега пак одам во втија, запорно многу ќе биде дома да појдам со витите кораби. Одошто тука, навреден од тебе, јас да ти печелам богатство силно. Бегај си ти ако срце те повлекло. Нема да молям заради мене да останеш ти, зашто има и други што ќе ме почестат мене, а најмногу мудриот Зевс Бог. Ти си ми меѓу кралеите најомразен мене од сите, зашто ти е секогаш мила караница, кавга и војна. Ако си сосема јак, тоа Бог ти го поделил тебе. Оди со твоите бродови милите другари дома. Поведај ти мир ми домцем, не се грижам за тебе ништо ако си људ, туку мојава закана слушај ја сега. Што ми ја одзема мене Аполон Бог твој Хрисеида, ке ми ја доделјам него на коработ мој со мои момци. А Брисеида прекрасната ке ти ја земам, дарокот твој, доаѓајки ти в чадори, добро да знаеш колку сум од тебе појак и друг за да страхува секој да се споредува јавно и со мене равен се слага. Бурило винско, со очи од пес, а срце од делен. Што ни во бој со војската заедно ти да се ружаш, нито во заседа пак со хајските првенци додиш, не смееш ти.
Заре тоа ти изгледа рамно со смртта. Зашто е полесно многу по војска вахејска ширна дарој да грабаш од оне што ќе ти се спротиви тебе. Народојадец си цар, зашто ти над никакве си царваш. Сега за последен пат си ме навредил, сине Атреев. Но ќе ти кажам јас тебе и ќе изречам голема клетва. Ајжи ми жезолов овој, што никога повеќе нема лисија и гранки да пушти, штом го цекле в гората еднаш. Ни ќе зазелени тој, заш му слюпило нему лисија и љушпа. А сега хајските синови него студници враце го носат, што законов Зевсов го знаат. Ова нека ти биде големата клетва. Еднаш ке го посакаат Ахил, а хајските синови сите. Туку не ке можеш ти да им помогнеш ништо со твојта жалост. Многу мина кога јунакоморецот Хектор, ранети на смрт ке гинат. А срцето ти ге го кинеш љут, зашто не си го честил на јарниот ахајски јунак. Олеле, голема жалост на хајската земја ја стигна. Што ке се весели Пријам и Пријамовите синој ке се радуваат мошне само да чујат зошто се борите овдека вие. Туку почујте пак, оти двава сте помлади од мене вие. Зарев сум некога јас и со поарни јунеци од вас живеел веќе и не ме презирале никога тие. До сега јунаци такви не сум видел, ниту ке видам, каков што беше Пејри тој, водачот народен Дријант, како Ексади, Кајнеј, рамниот богу Полифем или Тесеј пак Агеев на бозите безсмртни сличен. Најаки оние биле од мажите смртни на векот. Најаки биле и воделе бој со суштества силни и нив ги истепале страшно. Со ними заедно јас сум другарувал, кога сум дошол с краја од далечен пил, зар самите тие ме викнаа. Како што можев, се биев јас со ними. Никој од овие луѓе што сега на земјава се не би се фатил со нив. Никој! Туку почујте ме. Зар повеќе вреди? Ниту ти овему мома да одземеш, силен бидејки, но остави му го делот ко прво ахајските синој што му го дале. Ни ти пак не карај се јавно со царот, сине Пелеев. Од иста чест со тебе никога немал цар жезлоносец на кого што Зевс му подарил слава. Ако си појунак ти, те родила богиња тебе. Овој пак поима можд, зашто повеља повеќе луѓе, сине Атреев. Ти бесото стави говете, молјам јас, ти да ја прекинеш срдбата против дивиот Ахил, зашто за хајците сите тој штите од врлата војна. Сето е вистина ова. Поправи на старче си реку. Туку и пак овој сака на другите сите да биде. Сака да повеља мажов, да царува овде на сите и да им вика на сите да не слуша никого овој. Ако боговите вечни го сториле прв копјоборец, затоа зар ќе го пуштат и навреди овој да збори? Нека ме страшливец сега и никаквец наречет мене, ако во се што ќе речеш ти попуштам уште од тебе. Вака на друг, а не мене да повељаш да му викаш, зашто ни не мислам повеќе јас тебе да те слушам. Но ќе ти кажам и друго, а ти запомни си го добро. Повеќе нема со раце за момата јас да се бијам, со тебе или со друг, ако земете што сте ми дале. Туку од друго што имам на брзиот, црниот кораб, ништо без моја волја не ке можеш ти да ми земеш. Ако пак сакаш, обиди се ај. Да ке знаат и овие, шчас ке ти потече тебе под моето копје, крв црна. Појдете Ахилов чадори и личната баш Брисида да му ја земете, нему им ја доведете ваму. Ако не ви ја даде тој, ке му отидам с повеќе луѓе да му ја земам сам, што и потешко баш ќе му биде. Сведоци бидете вие горе, пред бозите вечни, и пред смртнициве долу, и пред свирепиот цар ваш.
што ако настане потреба да од неприлична пропаст ги одбранам другите после, силно ќе бесне оној во своето пакосно срце. Зашто за напред и назад тој не знае ништо да мисли, како в корабите не му хајците да му се спасат. Ако го имаш ти умот на враќање, Ахиле, светли, а од корабите брзини најмалу не сакаш сега да го одбиеш огнот, пусти, зашто в срце срдба ти слегла. Ти како би можел сетне да ме оставиш овдека, сине, сам? Кога самиот Витез Пелеј ми испратил мене до тебе оној ден, кога ко момченце од Втијата испратил до Агамемнон, дур не си знал за претешки војни, ниту за собири ти каде штумните се одликуваат. Затоа мене ми испратил во сето ова јас да те учам. Беседникарен да станеш и работи добри да знаеш. Затоа, сине мил, не би сакал јас сега ти да ме тратиш, ниако самиот Бог би одветил да ми избрише старост и да ме направи млад каков бев кога бегав јас еднаш од 1000 што живеат во неа прекрасни жени. За да не се карам со родниот ми татко Аминтор Орменов, зашто ми бил луд за држанката с убава коса, зашто милувал неа, а брачната жена ја бркал, мајка ми моја. Што вез ден мене ме молела јас да легнам со држанката прв за стариот да ја намрази неа. И јас ја поучев и сторив. А татко ми кога ме разбра, почна да колне и грозните ерини и тој да ги вика, никогаш син да не дочекам на коленјата му, рече. А бозите баш му ги исполниле клетвите. Зевс, подземниот бог, и Персефонеја грозна. Јас си бев наумил него да го убијам со острата сабја. Но од безсмртните некој ми гумрел гневот, што од зборои и прекори од луѓето в срце ми садил, за да не се викам јас среда хајците од соубиец. Тога не сум смеел ондека да се бавам во домот никако веќе, од срдбата таткова тешка. Навистина многу роднини од сегде околу и внуци го молеле него задржувајќи го и колеле многу овци и говеда со нодзе криви и рогои. Многу крмци биле спружени за смадење горе над огнот на Хефајста, млади масни. Се пиело многу вино од старчевите полни стомни. Тие соре 9 ноќи околу мене преспивале. Се едно по друго стражарале, никако огнот не гасна. Еден во дворот, во тремот преграден добро, друг пат во ходникот во спалната соба на прагот. Но кога ми дојде мене 10-та ноќ мрачна, тогаш ја стројните врати од спалната соба сум ти ги скршил. И сум го прерипал зидот, избогал надвор од дворот, скришум од оние стражи и слуги, мажи и жени. Потом сум бегал вон од просторната земја Хеладе и во гручестата Втија. Во овчата мајка сум дошол горе до царот Пелеј, што ме примил и честил љубезно, како што татко син единец прима. Уште и богат ме стори и придружи набројан народ. Седев над крајот од Втија и над олопјаните царвав. Да сум те сторил, Ахиле, онолков, зашто сум те од срце љубел. А ти пак не си сакал ниту на гости да појдеш, ниту дома си да се јадеш, ако јас не те кладев на моите колења прв. И ако не ти подадев леп и вино за ручек. Често ти по кошулјата си ми изблјувал мене по градите од уста, враќајки вино од пустата детинска лудост. Така со тебе јас многу сум претргал и поминал. Мислејки се, Ахиле, зашто бозите не ми допуштаат род. Туку, Ахиле, сличен на бозите, тебе сум сакал син да те сторам, за еднаш да ми избраниш од смртта срамна. Туку, ај, Ахиле, дај ми ти чест над Зевсовите керки, што им свртува уми на другите честити луѓе. Зашто ако не даде дар, и не ти вети и други синот Атреев, и ако продолжи да се лути, јас не би советувал ти да одбиеш својата срдба и да им помогнеш на аргејците, макар што страдаат. Ахиле, безден со трпеза полна и равна. Ние и в чадорот сме на цара Агамемнон Атреев, како и овдека сега, отимаме јастија многу срце што крепат. Но не сме за милиот ручек ти дошле, туку се плашиме мошне хранениче Зевсов гледајки мака. Не се знае зар дали корабите ќе останат цели или ќе пропаднат тие, ак ти не се замешаш в бојот. Зашто го кренале близу до бедемот и добродојте таборот, гордите тројци и славни сојузници, с краја огнови многу палејки низ војската.
И не мислят тие тука да запрат, но в црните кораби уште ќе удрат. А тога пак Зевс, синот Кронов, им светна ним покажувајќи белези срекни. А Хектор бликаештем сила и снага беснеел страшно со верба во Зевс и не почитувајќи мажини богови други, зар гопсени силната снага. Ова во срцево мощне се плаша. Боговите нему да не му ги исполнат сега заканите. Ние пак с краја од конјогојниот арк да изгинеме тука пред Троја. Туку ај стани, ак мислиш акајциве макар и доцна да од тројанската брева ги избавиш каде што страдаат. Татко ти тебе пеле и ти нарачувал, другару мили, оној ден кога од Втија до цар Агамемнон те праќал. Чедо ти мое, ке дадат так сакаат Хере и Атена сила, но ти совладувај го пак јуначкото срце, зашто се поарни мощне љубезните обноски везде. Секогаш крај да и правиш на лошата кавга, за тебе повеќе да ми те честат аргејците, млади и стари. Стариот вака ти велел, ти ги изуми. Туку и сега престани. Пушти го гневот душогубен, зашто Агамемнон достојни дарој ти дава салти да го напуштиш гневот. Ајде послушај ме ти, а пак јас ке ти раскажам дарови колку ти ветил во чадорот цар Агамемнон. 7 триножници нови, а таленти 10 во злато, 20 блескави котли, 12 хранети коњи што победувале в трка и носеле награди први. Не би безимотен бил оној маж што толку би добил коњите награди колку му донеле на цар Агамемнон. 7 тој жени ке даде безпрекорни дела што знаат, лесбијанки што си ги запленил тој кога ти си го земал лесб, што сред женскиот род во убавина се одликуваат. Ке ти ги даде тој тебе, а соними и Брисеида што ти ја одграбнал тогаш. И голема клетва ќе даде дека не ке легне веќе и не ке обљуби неа што е законито право за маж и жена. О, цару, се ова ќе биде за час ако само ни дадат бозите да го градот разурнеме пријама в голем, ти да си влезеш в кораб и наполниш стучи злато. Кога акајците ние ќе го разделјуваме пленот, 20 тројенки нека тој самиот за себе земе кој што се по аргејката Елена најлични жени. А ако пак стигнеме варка хајскиот, плодното поле, зет ке те направи тој, ке те почести равно со Орест, што му е дородок мил и во билие силно си расте. Керки пак оној си има во дворецот убаво граден 3, Хрисотемидазар и Фианаса и Лаодика. Која ќе посакаш одив без прид да ја водиш ти неа во Пелеевиот дом, а тој ќе ти даде и дарој премногу колку што уште не идал на керка си никој. Градови тој ќе ти даде населени убаво 7, Кардамила, Енопа и древната мощне Хира, божествената Пера и Антеа с ливади бујни, красната Ајпеа, уште и самиот лозовит Педас. Сите до морето близу, до Пил песокливиот мощне. Во вие живее народ што говеда многу и овци има, што тебе ко Бог ќе те почестат с достојни дарои и што под жезлот твој ќе плаќаат даноци доста. Се ова тој ќе ти даде. Салти да го напуштиш гневот. Ако пак ти си го замразил дно срце синот Атреев па и неговите дарои, смилувај се тога на сите ахајци други што гинат низ војскава, така те честат тебе ко Бог, зашто кај нив преголема слава си стекол. А ти ќе го убиеш сега и Хектора ако ти дојде близу погубниот бес, зашто му нема равен, си мисли меѓу данајците никој на кораби ваму што дошле. Лаертофеј, Одисеју! Прелукаво Зевсово чедо! Сега веќе отворено да ги искажам зборов ке треба како што мислам и како што ќе се исполни сосем овој, за да не ми гуга еден од овдека, а други од онде. Зашто од самиот Аид, јас повеќе оној го мразам, кој што едно си мисли во срцето, а зборува друго. Туку ќе искажам јас како најарно ми изгледа мене. Не ке ме увери мислам ни цар Агамемнон Атреев, ниту данајците други заш никаква награда нема за едностојната борба со нашите душмани клети. Еднаков дел и за неборец маж, и за одличен борец. Во една и иста се цена и страшливец како јунак.
исто ке умре и мрзлив, и тој што работел многу. Немам јас ништо од тоа што издржав, трудови толку изложувајќи ја безден во борбите душата своја. Како што птицата храна на своите пилиња млади кога ќе најде им дава, а самата минува лошо, така сум минувал јас многу бесони ноќи лежејќи. Дните пак крвави сам сум ги минувал в труд и во борба заради нихите жени со мажите битка биејки. Веќе сум зел со бродовите 12 градови људски. Пеши си мислам 11 плодната троја. Стока и посадка полна од сите овие сум собрал и сум му носел и давал на цар Агамемнон на Троев се. А пак тој, покрај брзите кораби назад чекајки примал, и мало ни делел, а повеќе за себе си држал. Дарови на кралеите и на главатарите му давал, сите ги имаат цели, а јас од ахајците само немам. Зар тој ми ја држи премилата жена над која нека се радва и лежи? Што ни треба војна сега против тројанците нам? Зошто насобрал синот Атреев војска и ваму ја довел? За личната Елена, нели? Зарем Атреевци сами од смртните луѓе знаат жени да љубат свој. Секој маж, добар и умен својата жена ја пази и милува. Кој што ја љубев јас од се срце силно при што ја добив на копие. Сега пак, што ми го одзеде од рацете делот со лага, нека не ме гиба пак зашто не ме наговара мене. Туку Одисеју, ти со другите кралеви мисли как сега од корабите да го одбиеш огнот опак. Сега што не сакам јас со дивниот Хектор се бијам, жртва ќе принесам утре над Зевс и на другите бози. Сал земјотресетот славен да убаво време ни даде, третиот ден би можел в грудче стафтија да стигнам. Заре јас посадка силна сум оставил кога сум тргнал. Друго јас сега од овде и црвена бронза, и злато, и краснопојасни жени, и железо сиво ке носам. Се што сум добил јас овде, а дарокот што ми го даде, пак ми го одзеде назад и навреди цар Агамемнон, синот Атреев. Но нека оди сега до врага. Кога советникот Зевс му го одзеде умот, ниту му дарови сакам, ни лицето да му го видам. Од Агамемнон Атреев јас не земам ни керка за жена, ни ако лична би била ко златната баша Афродита, а во работите сјајна, ко златнокосата Атена. Не би ни тога ја зел. Нека тој од Атреевци се земе друг, кој што му прилега нему и кој што е посилен војскар. Мајка ми Тетидазар, среброногата Божица, рекла дека до крајот на векот две судбини смртни ме носат. Ако се задржам овде, за Тројанскиот град да се бијам, не ке дојдам дома, а бесмртна слава ке стечам. Ако се вратам пак дома во својата родина мила, славата моја ќе пропадне, а долг век ќе имам и не ке дојде на животот мој скоро крајот. Ама и на другите јас би им дал еден совет добар. Нека си отплуват дома, зашт крајот не му се гледа на превисокиот или. Јадам леп нацукнат камен, пијам вода, потпукнат камен, јадам леп нацукнат. Јас ги спомнам. Цуцулнат, црн, немам јас Кога самиот битна спеве и ми спрка у мене до Желеме тебе, да шушка на шутовата шума, дури за претешки војни ме си знал, ниту за собери ти каде сумни. Врши се питал пепел предначе, Зашто е минува умреа, а брачната жена ја прка од майка ми. Повезден мене ме молела ја се држам се далеко. Јас ја поучив историја. За личната Елена, нели? Распра почна да колне и грозните рини и дојде ги. Еден, два. Никогаш син да не дочекам јас на коленјата мој рече, а бозите баш му ги... Ништо ми од цар Агамемнон, што сведа хајците сега се гордее дека е најпрв.
Представен сина, Атреев! Јас како пијаница не сум не дошла вамо да се изтеборам, зар никако не ми се криви? Никога говета си не мислеле, ниту пак кони, честата тие што јунаци. Како, ваква илјада сме имале? Да се сликаме сите да направиме една заедничка со театарот. Кое гласиште? Јас се за диво сум изненадан. Кој може да не слика со селфи од позади? Како те натера еден глас? Така беше? Да, глас. Може би има опција. А? Има опција камерава да има таква таймер, па да ставиме. Има некако, ма не знам како е. Мартин Чепка се он ќе ги разбере. Ајде, деца. Толку ли бевме добри? Ќе дојдеме ние. Знаете дека ова е само половина од тоа што ви говорам. Дека има уште 15 реда нагоре. Нагоре? И собирало 7.000. А скршени се нагоре? А долу нема? Има седишта разнесени, направена е базиликата. Втори, трети ред треба. А, со тие се ваделе камења. Исто како во Скупскиот театар, истото. Абе, кај што е? Овде, да се собереме. Па еве мој, што било? Чекај, еве тешкото. Не сакаме. Готово, актеришта. Рада, шо? Рано, чекайте да ги спрачаме не да лава. Малку во проза му зафати. Другиот дел од А кај Хомер ке рече, гледаме надградуваат децата мои. Новите генерации во проза. Адаптира на модерните времиња. Па не, ме има во фотографија. Кој има? Какви представи се одржувале? Чекај, од вас ќе не држи. Јас се надевам дека ќе ве видам у некој од улогите. А порано тука се одржувало? А тука тоа си има фестивал, има Велешки театар го држи. На античка драма.